Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Данс е Макабре со своето 471 издание, во кое што јас и мојот гостин имаме убав поглед пред нас заради тоа што имаме една фина забрана од МТВ за да доведуваме гости во студиото на Канал 103, па така Канал 103 излезе надвор и прави интервјуа на отворено за да може да дискутираме за сето тоа што е значајно и круцијално во филмската уметност. А во 471-то издание на Данс е Макабре, чест и задоволство ми е што имам можност да разговарам со еден млад режисер кој што не се плаши да продре под кожата на своите ликови и да ги прикаже проблемите на душата во неговите кратки филмови, пресликувајќи ги нивните дилеми во расчекорот со тоа што сакаат да се представат дека се ликовите и тоа што се всушност. Некои се соочуваат со подлабоки душевни амбиции од другите, но сите ги прекриваат тие емоционални јами од надворешноста, доловувајќи отуѓеноста на модерниот човек. Привилегиран сум во ова издание да се нурне во филмската естетика на Мирослав Ирич. Добро дојде. Фала ви. Доста детално ми се свиѓа. Кажи ми, како за прв пат се соочи со филмската уметност? Преку киносалите, преку малиот екран, како беше твоето експонирање на филмот? Филмска уметност конкретно па прилично доцна. Онака добив елан пред 4-5 години можеби за баш да направам филм конкретно. Добро. Од причина што правев претходно експериментални кратки мои видеа, кои не мислев дека би успеале такви како што се. Добро. Но случајно во МСУ се пријавив на еден конкурс, каде што тоа филмче, тоа што имав направено краткометражно, не знам ни дали филмче може да се нарече, но кратко експериментална форма, и доби награда. И тоа ми беше како првичен елан, така дека тоа што го имам направено, што е по можеби лично, би му се допаднало на некој. Така, можеш да се присетиш како гледач, кога филмот оставил на тебе на помала возраст силен впечаток? Кога си сметал дека те привлекол на каков и да е начин? На помала возраст не толку затоа што не сум многу можеби луѓе околу мене да влијаат. Да влијаат на некој начин со некои поозбилни филмски форми, да речем. Исто тоа беше доста касно, адолесценција. Првично ми се интересира многу Кишловски. Супер. Да, така да мислам дека тоа има доста големо влијание на тоа што го правам. Така да беше 18-19 година од прилика, значи доста касно, не сум имал. Така. Супер. Кога си се изложил на Великанот, се разбира дека тоа оставил силна трага на тебе, така. Кажи ми, кој па ти е најдобро искуство на гледање на филм во кино кое што ќе го паметиш? Како гледаш? Нешто што те е допрело и кое ќе се присетиш на гледачко искуство во кино, тоа ти паѓа на памет? Мислам дека беше дел од не знам, не се сеќам од кој точно фестивал, ама беше во кинотека Теснота се вика филмот. Кантемир Балаганов. Добро. Прилично тежок и долг филм, ама доста влијаеше на мене од тогаш кога го гледам, не знам точно кога. Така. Не можам да се присетам, ама да, тој ми го посочил како. Те остави без зборови, претпоставам, кога гледаш и те допре. Да, доста од други. Дефинитивно, да, и понатаму работите кои што ги правев, убав да наликуваат на тоа секако. Супер. Си носталгично врзан со некој филм кој што можеби знаеш дека од денешна перспектива и не е кој знае колку добар филм, ама тебе ти се допаѓа нешто, guilty pleasure што имаш, што кога и да го пуштиш ти буде некаква си пријатна емоција? Носталгичен, мислиш на... Да. Само да пробам да се сетам. Сите имаме некој што си растел можеби со него и секогаш те подсетува на детството или те подсетува на некое си друго убаво време. Така, да.
ако се присетиш, во текот на Да, емисијата ќе се би навратиме рекол, на најверојатно ова. е некој од македонските сигурно. Супер. Пошто со нив нели сите имаме раствани Така, прошност, така. имаме запознаење. Така. Ама не можам да се сетам конкретно кој Така, точно. така, во текот на Да. емисијата ќе ти падне на Нема памет. проблем. Кажи ми, те прелажал некогаш некој омот, некоја премиса, некој синопсис или можеби кастинг да погледнеш филм и да не си бил задоволен од понуденото? Некако да гледаш, знаеш, да биде убаво спакуван, а да биде сосема поразлично од тоа што ти било продадено? Се случило, да се случило најчесто, сигурно биле, мислам, преку Facebook или Instagram така. некоја си Препорака. да, препорака најчесто. Кај што добро функционирал маркетиншки можеби Така, филмот. за да дојде до тебе, ама Да. не да ти го даде тоа што ти го понудил, така. Така, да. Си се придомислил па некојаш за некој филм кој што на прво гледање не ти се допаднал, меѓутоа со текот на искуството гледачко, со текот на твоето созревање како автор си го сменил мислењето? Затоа што нели има филмови кои кога ги од на одредена годишна возраст кога ги гледаме, ги доживуваме на едно рамниш. Например, Кишловски да си го гледал на 10 години е сосема поразлично колку Кишловски на 20 години да го гледаш. Дефинитивно, да. Можеби од италијанските режисери некој. Така? Да. Тука имало пресврт. Неореализам, значи. Да, така. неореализам, да, углавном затоа што мислам неореализам кој неореализам не ми се допаѓаше првично. Така. Ама сега кога ќе погледнам на тоа Амаркорд, мислам, да, тој конкретно. Супер. Да. Супер Има, тоа. нели, 180 степените промени. Да. Одлично. Кишловски, апропо тоа што го спомнуваш, моментално дека го гледам. Значи, сум на половина, не знам кое прегледување ми е и сосема поразлично го доживувам ете, отколку што сум го гледал нели пред 10 години и одредени епизоди многу повеќе ми значат сега, отколку на пример што ми значеле мене пред 10 затоа што други интереси сум имал. Да, нормално и поразлично нели созреваш и слично. Така е. Имало некој филм кој твоите родители на пример не ти дозволувале да го гледаш кога си бил помал, нешто што ти било можеби забрането да го гледаш, меѓутоа ти си наоѓал начин како да ескивираш од тоа? Па што би бил, тоа би бил некој српски прљав филм. Така. Таа категорија не ти била достапна. Па, мислам, можда не би биле забранувани конкретно, ама ете така, можеби нешто такво, можеби Има ране облага нешто цензура. такво, да. Така? Нешто слично, нешто блиско до тука што е, да. Супер. Ова е само еден краток вовед за тоа што ќе може да слушнете во текот на емисијата, така што ќе разговараме со Мирослав и за начинот на снимање, ќе разговараме и за неговите потфати во контекст на музичките видеоспотови, рекламните, како и за снимањето на кратките филмови се извинувам, конкретно ќе се држиме на неговото последно остварување, кое што имавме можност да го погледнеме во изминатиот период, односно прашливите цвеќиња. Така што станете со Дансе Макабре, која што е емисија во која 12 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Целта на емисијата е да се доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметност и реалност. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта во 471 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Танц Макабре со своето 471 издание, во кое што ми гостува Мирослав Илиќ. Сакам те запрашам по што ќе ги паметиш факултетските денови во ЕФТА и колку факултетот ти го промени начинот на гледање на филмовите? Во ЕФТА, мислам дека ја немам никакви студии конкретно, не сум студирал. Добре. Не сум студирал, мислам, ништо поврзано со филм. Океј. Целото Си соработувал? Да, сум соработувал Така. конкретно на овој филм. Така. Прашливи цвеќиња, соработував со доста колеги од ЕФТА. Какви впечатоци има, со што може тие да ти дадат како совети кога работевте на седо? Да, дефинитивно, мислам, од голема помош беа и тие и останатите и актерите и мислам дека да, углавно од голема помош ми беа во целиот процес, предпродукција, снимање.
пост. Кажи ми, полесно ти е да пишуваш за лик кој што е близок до тебе или далечен? Колку истражуваш, предизвик ти е да создаваш нешто што е сродно на тебе или па сакаш да се нурнеш во нешто кое што не си имал поголемо искуство? Так, па ова ми е прва сценарij, искрено, и доста долго време се пишуваше. Така? И мислам дека тој сигурен сум дека овие ликови имаат доста од мене во нив и двајцата. Но би сакал во иднина како поголем предизвик да направам нешто што е подалечно од мене. Мислам, подалечно од начинот на кој што ја живеам, стил, карактер. Така. Ами ова исто доста ресерч бараше. Така. Иако беше близко на мене, имаше доста мислам работи што не ги знам, како гинеколошки работи, мислам пак лекови има во филмот. Така. Конкретно за тоа се работи, не е едноставна тема. Точно. Која така би само би се прикажала. Кажи ми, го знаеш крајот кога седнуваш да пишуваш своје сценарио пред да почнеш да го пишуваш или доаѓаш постепено до крајот? Дефинитивно постепено. Аха, добро. И тоа на подолг период, конкретно со ова сценарио. Од причина што немав некој си дедлайн конкретно. Така. Имав време на располагање колку што сакам. Супер. И мислам дека доста добро се одрази тоа на сценариото, затоа што така кога ќе напишеш нешто треба нели да ти отстои малце. Така. Да легне Да за да прележи, да би можел да видиш дали тоа не функционира или не. Така. Слично. Си направил драстична промена на сценарио кое што веќе сте почнали да го работите во продукција? Да, ова имаше. Така? Да, имаше доста драстична промена и тоа блиску до денот на продукција, закажам. Што беше доста ризично, ама многу ми е мило што ја направив таа Така. промена. На што се однесуваше, на действието или на ликовите? На действието, ликовите од почеток беа исти, конкретно на плот твистот на крај Така. имаше работа која што одеше во скроз друг правец и сега кога ќе се ја замислам воопшто не би ми се свиѓала да ја видам. Така да мило ми е за тоа што имаше толку драстична промена при крајот. Таа ти беше најтешка писателска ситуација која што требаше да ја решиш претходно или си имал друг пат кога си заглавил додека си пишувал сценарио, каде што си имал дилема каде да идеш? Па, главно текот на настаните би биле, мислам, се предизвик, предпоставувам. Мислам и за мене се, пошто сега нели се трудиме да сме пооригинални, што не е толку возможно. Јасно. Тоа е некоја си блокада тука. Ама и со ликовите конкретно развитокот на ликови, пошто ова прв пат конкретно пишувам и развивам лик. И работата со актери тука доста имаше помош од нивна страна. Така, би адаптирал туѓо сценарио како режисер? Туѓо мислиш на Друг сценарист да го има напишан? Па би, ако е нешто слично на тоа што Твој сензибилитет одговара, така? Да, главно тоа. Сам тоа би било одлучно. Така? Секако и човекот со кој би работел, да, ама би. Така и книжевно дело би адаптирал? Па би, Кое што е издадено претходно? Да, не би имало нека Супер. пречка во тоа. Кажи ми, во процесот на снимање, дали се случило да кратиш сцени, доколку си бил пред предизвик, нели, да не можеш во денот да ги снимиш? Па не, во случајов, пак ја повторам, имавме доста Времето го имаше на располагање. Да, тоа беше луксус е тоа, затоа. Да. И снимавме 7 дена вкупно, што е многу нели за краткометражен филм, да. Ама од таа причина што ми беше прв, си го дозволив тоа. Се кошташе малку повеќе нормално. Добра. Ама беше круцијално да биде така затоа што од таа причина да не кратам ништо. Така.
да се испробаш и можеби некогаш и погрешен тек да направиш, само да видиш, да се насочиш кој ти е прави Така, нели, да. за комплетирање на Да, делото. да. А кажи ми колку технологијата и незиниот избор имаше удел за квалитетот на филмот? Па, во главно камерата беше моја, што снимавме. Сега имав позајмено еден објектив од мој колега. Така, И светлото беше позајмено. Исто и звукот. јасно. Да. Колку ти е важно воопшто изборот на технологијата Аха, да тоа се е одвестува со филмот кој што сакаш да го снимаш? Колку сметаш дека е пресудно за еден режисер? Мислам дека е многу пресудно затоа што првично кога ќе видиш нели нешто на големо платно, да речеме, пак е пресудно тоа што го гледаш и тоа што го слушаш. Така да секако може да има добар филм што нема толку опрема, ама тоа може да дистрактира пак, нели? Така. Според мене мислам дека е така. Подготвен си да снимаш еден час плюс и со тоа да ризикуваш да ја измачиш екипата за доброто на филмот, отколку што е предвидено? Па тоа сега вака како ми го рекол би кажал да, ама во Јасно. моментот мислам дека нели би се консултирал со останатите. Така. Мислам дека не, да. Добро. Затоа што филмот некогаш можеби ќе го бара, ти сакаш да се сними тој ден таа сцена, Така. подготвени сте, нешто треба да се смени, ама тоа бара дополнителна работа. И тие се тие одлуки кои што мораш да ги носиш. Да, поставуваш. јасно. Лесно се помируваш со загубена локација или можеби актер или опрема која што си сакал, како се носиш со препреките од овој тип? Па овде конкретно мислам дека бев така доста приврзан со повеќе локации, повеќе начини на изведување на одредена сцена. Ама се случија на доста битни сцени да Дона, која работеше кинематографија, бев нешто зафатен со продуцентката, додека разговаравме, кога се врати видов начинот на кој што ги има наместено, ова не беше вака испланирано, ама кога го видов кадрот беше одлично, дури подобро од тоа. Така да мислам дека е битна таа флексибилност, да. Бараш па повпечатливи локации кај што снимаш за да добиеш дополнително збогатување на сценографијата, например? На скоп да добиеш на снимениот материјал? Да, дефинитивно. Да се издвојат? Да. И од таа причина доста време потрошивме на барање локации конкретно. На скаутингот. А колку па се забораваат маките на самиот скаутинг на локациите кога ќе се дојде на сет? Па веднаш. Така. Да, тоа е. Други проблеми доаѓаат тогаш. Дефинитивно забораваш на тоа и мислам да, во главно се заборава уште кога ќе почнеш со снимање, пошто има уште други 30 работи. Кажи ми прв ден, прв сет можеш да се присетиш како било чувството кога си стапнал со група на луѓе да снимаш? Одлично, многу возбудливо. Така. Да, имавме доста возбудлива сцена за снимање на првиот ден. Цел ден беше одвоен за таа сцена. Од причина што имавме направено машина за дожд, вештачки дожд. Така. И бараше посебно внимание таа сцена. Така да беше доста возбудлива првиот ден. Супер си се борел со природните елементи, ајде така да кажеме, да ги предизвикаш. Так. Колку ти се важни вежбите со актерите пред снимањето? Ги практикуваш кога имаш време? Па да, мислам дека за конкретно ова сценарио бараше доста проби, имавме околу 10 или 15 проби, не можам да се присетам. Да, тоа се доста проби за краткометражен филм. Апсолутно. Ја тоа не го Тоа се знаев. за долгометражен доста проби. Ама пак нели имавме време. Супер. Ништо против тоа, со се подготвени имате влезено во војна, тоа барем. Значи практикуваш да има. Па да, нели при боле да си припремен. Така. А колку па има импровизација на твојот сет од страна на актерите и екипата, колку ја дозволуваш? Па или сакаш да се држиш на договореното? Па немам, мислам, не би тоа што го имаме правено на пробите. Останува, но секако флексибилни се актерите, да, мислам, тоа го дискутирав и со нив дека Здраво, како си добар? Дека го имам дискутирано тоа со нив дека е во ред да пробуваат работи. Ја би бил задоволен со тоа.
затоа што им верував на неговото искуство. Така. Така да. Има слобода во довербата која што имаш дадена. Даваш биографија за карактерите или поставаш простор да истражат и да дојдат актерите со свој дополнителен пристап? Повеќе беше заедничко Градење? Да, заедничко градење на ликот, што беше супер, затоа што пак прв пат работам со актери и Сара и Стефан одлична работа завршија дефинитивно. Така да заедничко градење, да. Дали им даваш домашна задача да погледнат одредени филмови за да може да влезат во тонот кој што сакаш да го постигнеш пред снимањето на твојот филм? Ова се однесува и на актерската екипа и на техничката. Дали им даваш таков тип на подготовка? Па немаше некој си стриктно дека мора да се види тоа и тоа дело за да се за да сте поблиску до мојата идеја или тоест на сценариото, но со актерите конкретно беше наоѓање пак заеднички, да, тој филм е наликува на ова, би било супер да го погледнеме, значи заеднички го гледавме, со техничката екипа беше повеќе на мудборд и така. Да, во главно, а со актерите беше тоа пресудно, мислам дека. Би работел со натуршчици, деца и животни? Трите клетви? Па мислам дека во иднина да. Добро. Ди. Затоа што тие си носат своји предизвици, нели? Дефинитивно, да. Постои страв дека нема нешто да изгледа така како што си замислил, да не нешто што не би работело на сет, па да мораш да носиш некакви си ајде да ги наречеме ефтини решенија, да преснимаш сцени. Се случила таква ситуација кај што не си бил задоволен од тоа како ти си го замислил дека треба да се реши, па си го решил повторно? Па мислам страв, да, постоеше, иако бев сигурен од тоа што го пробувавме на сите тие проби, но не се случило да преснимам нешто да не ми се свија. Мислам дека требало така да биде на некој си такво размислување, ако според тоа се водам. Мислам дека тоа би придонело на некој начин на филмот. Колку и да е во мои очи не толку блиско до тоа што јас бевам замислено претходно. Пак мислам дека треба така да остане. Океј, добро. Се случило па да не можеш да добиеш сакан перформанс или изглед на некоја сцена, па драстично да ја промениш, или? Не си имал таков? Не конкретно, не се случило. Добро. Имало некој ден кога на сет ништо не ти одело од рака, онака што и да пробаш не иде тој ден? Не. Не? За среќа, да. За среќа не ти се случило тоа. За среќа не се случило. Имало моменти кога си сакал да се откажеш од филмот, да кренеш рака? Не. Не? Тоа дефинитивно не, мислам дека да. И да не ти се случи понатаму. Како се справуваш па со неуспех? Како ја подигнуваш главата? Што те мотивира? Како ја наоѓаш воопшто мотивацијата да продолжиш? Па во главно си верувам на себе на тоа поле на некој начин. Да, и мислам дека колку и да е нешто сгрешено во одреден проект, мислам дека сегаш ќе има нареден подобар, ете така по-оптимистички да се каже. Да се надогради. Да. Се случила некаква среќа во несреќа да си планирал на еден начин да ја снимиш сцената, меѓутоа на сет да си снимал со друг пристап? Да, се случи неколку пати. Добро. И да, пак ќе кажам дека ми е мило што се случи тоа, затоа што имаше по филмски изглед тоа што се случи во споредба со тоа што јас го имам замислено, така да супер е тоа. На кој сегмент од снимањето најмногу се гордееш, нешто што гледачите не го забележуваат, меѓутоа тебе ќе те потсетува на самото снимање зад кулисите? Нешто што нема да излезе толку, да дојде до израз можеби во самиот филм, меѓутоа тебе секојаш ќе те потсетува на филмот? Па мислам дека тој прв ден со таа машина за дожд. Добро. Да, тоа беше доста возбудливо. Еве прв ден. Така. Така да мислам дека тоа, иако нели пак не може да видат дали е вештачки дожд. Се надевам не се приметува. Не, воопшто не се забележува, меѓутоа ти знаеш какви маки си трпал со неа. Си пробал некоја сцена со друга музика која што не си ја искористил? Temporary music си потребувал или?
На што мислиш само на конкретно? музика на некоја сцена на пример која што си ја лепел, меѓутоа си одлучил дека со друго решение можеби посоодветно. Тоа зборуваме за други проекти, не да. конкретно. Дефинитивно. Мислам имало доста случаи каде што одредена идеја тргнала од само тоа што сум залепил музика да видам како ќе стои. Така. И се променил сосема текот. Да, дефинитивно тоа се случува многу често. Што мислам дека тоа е најголемиот проблем, наоѓање музика. Окей. Тоа е последниот дел, мислам, не знам сега зависи кој како работи. Да. Најчесто е постпродукцијата тогаш доаѓа музиката на сцена, која одлика според тебе треба да има еден режисер за да биде добар? Па, мислам дека со моето скромно искуство, мислам дека егото е најголемо прашање. Да, мислам дека е тоа генерално во филмска индустрија. Е тоа најголемо. Непријател број 1, така? Па да, според мене. Така да мислам дека нема потреба од тоа затоа што пак е тимска некоја си работа. Така. Тоа сметаш дека штети и за самиот автор и најмногу за делото, Да, претпоставувам. најмногу за делото, дефинитивно. Кажи ми, треба да има режисерот одговори за сите ликови проблематики на самиот филм заради тоа што претпоставувам дека бомбардиран си на сет, зошто не знам, таа боја била искористена или која била мотивацијата на ликот така да се постави? Да, дефинитивно, ама не би сакал така да биде, ама изгледа треба да биде така, да. Затоа што тебе сите најверојатно тебе ќе се завртат кон тебе и од тебе ќе ги бараат тие одговори, да. Да, точно. Ама сметаш дека треба да има и тука повеќе простор за соработка заради тоа што некој ако има поразличен пристап да може да се интегрира и тоа? Да, дефинитивно. Ја тоа го правев конкретно на прошлиот свекиња со костимограф, со шминка, со сите останати што се така попипливи. Сугестија ако имаат, дефинитивно. Ако функционира подобро од тоа што си замислил, така нема тоа да го отфрлиш. Дефинитивно, да. Кажи ми дали режисерот има етичка одговорност врз снимениот материјал? Етичка во која смисла само да може да во контекст на филмот треба да има своја рецепција и сега тој треба да биде гледан и дали режисерот треба да земе предвид за материјалот кој што го снима, дали би навредил некого или дали би одреден морален или етички код би го нарушил со тоа што го прави. Значи во контекст на етичка димензија од тоа материјалот што го создава. Јасно. Мислам дека не, според мене мислам дека не, затоа што еден начин на ограничување, сам секако не треба да е навредлив во никој случај, расистички или било каков. Јасно. Било каков да искочи таков проект не би било во ред нормално, но мислам дека секој има различни или своји морални етички вредности, така да сепак е релативно. А мислам дека не треба да се ограничува тој. Сметаш дека тоа е еден вид на цензура, фактички? Па, блага речено. Да, мислам, да. А колку докаде би дозволил компромис на едно твое дело? Докаде можеш да дозволиш каде е твојата црвена линија, докаде можеш да дозволиш интерферирање, не знам, на авторскиот потвор? Па на што си подготвен? Сепак мислам дека до политика. Океј, добро. До политика. Таа е црвената линија. Да, таа е, мислам, црвената линија. Да. Супер. Колку од филмот останува со тебе во снимањето? Колку те менува? Па секој проект нели засебно се има некако влијае конкретно на мене. Така повеќе не ме менува, нели, не може да ме смени веднаш, но би било што би можело да е подобро. Остава, значи, да. За тебе поголем предизвик е работа на трагедија или комедија? Како предизвик? Па, предизвик поголем е дефинитивно комедија, мислам дека. Да, доста е по пипливо и повеќе бара, дефинитивно. И има факторот време, нешто што е денес смешно, утре
Може би Тоа- нема да биде смешно. Да, Тоа е дефинитивно. Не сум го размислил проблематично. тоа, ама да. Тоа е многу проблематично кај комедијата. А кој жанр те сакаш да го испробаш, а кој никогаш не би го снимил? Во што сакаш да се испробаш? Нешто што не си имал до сега можност и одредена жанровска концепција сакаш да се пробаш? Што би придонел? Па ете, може би го пробал во комедија. Супер. Тоа е нешто што би го пробал, иако е пак не знам дали ми лежи уште, Окей. тоа ќе кажам, но би го пробал тоа како Супер. предизвик, да. А што не би снимил? Што никогаш не би сакал да снимаш? Кој жанр? Да. Ам, Па не би, мислам, не сум размислил конкретно на ова. Мислам дека нема нешто. Немаш некој што ти е толку одбивена верзија да имаш и што не би те исполнило ниту едно рамниште. Па да, не сум размислил, ама мислам дека нема сега за сега. Нема. Кој ќе- Супер. Да. Кој е твојот однос со критиката на твоите филмови, зборуваме на професионална критика? Сметаш дека е потребна или па излишна? Дефинитивно потребна, мислам дека е таа е најконструктивна за мене лично и тоа го барам за сите мои проекти, конкретно од мои блиски. Ама пак подобро од подалечни да кога ќе ти дадат критика. Главно там мислам дека е битно многу. Би снимил продолжение на некој твој филм? Би се навратил повторно на некој свет кој што го имаш затворено со некое дело, за да ги отвориш на димензиите уште еднаш, да ги продолжиш животите на некои ликови? Па мислам дека не. Мислам Не? дека е доволно, да. Целосните се затворени, ти се приказни. Да, па не сметам дека се затворени целосно, конкретно Прашливи цвеќиња Така. мислам дека може да е долгометражен, ама може да е сега. Така. Тоа Има е простор. Да, тоа мислам дека не. Независната кинематографија, односно снимање со мал или со непостоечки буџет, дали тоа подразбира наоѓање на креативни начини за заобиколување на тие финансиски препреки? Да, има случаи каде што тоа се случува, ама не мора да е не мора да значи. Не мора да значи дека ако имаш помалку опрема, би имал помалку, мислам, тоа е повеќе креативност, Така? затоа што те ограничува на многу начини, првично на временски, Така? затоа што треба да најдеш решение за нешто конкретно, така да мислам дека не мора да значи. Добро. Подобро е да имаш. Подобро е да имаш Да. покрепата која што ти треба. Колку е важно па да се калибрира приказната која што се пишува во рамките на расположливите средства и услови. Прашањето е тоа дали ако не знам имаш акциони сцени кои што сметаш дека треба да ги има во некое дело, поради тоа што не можеш да си ги дозволиш брканици да снимаш на улица, Така. ги тргаш од сценарио или некои такви по изискувачки сцени ги тргаш од сценарио само заради тоа што знаеш дека режисерот стапува на сцена, го заменува сценаристот и вика не, ова нема да можеме да си дозволиме. Така. Се случува тоа или? Па да, мислам се случува често, ама најчесто тоа што го пишувам и тоа што го снимам со некаква идеја која тргнувам е според околностите. Така. Нели првично од тоа тргам. Ама имало да моменти пак на Прашливи цвеќиња каде што одредени сцени бараа многу едноставно. Така да со консултација со останатите секако дека се променја на некој начин, или локација, или автобус да е кола, или Така. Да. Да имаш поголемата контрола, нели, што Да, би сакал за таа дефинитивно. сцена. Што би променил па за повеќе пари во филмот? Што би си дозволил? Доколку би имал поголеми средства? Може би вака кога гледам, може би локациите би наоѓањето на локациите би било многу олеснително. Така? Според мене. И па и тимот, да, нормално, нели, секако кога имаш поискусни луѓе, секако ти влијаат позитивно на тоа што го правиш. Би бирал да имаш повеќе време, помалку пари или
помалку пари, повеќе време за снимање. Па мислам дека повеќе време, дефинитивно. Така? Иако нели не одат двете заедно, ама повеќе време дефинитивно со оглед на тоа сега што се случи на снимањето. Така? Така да, мислам дека Би го био бирал времето секогаш, да. дефинитивно. Употребуваш slow motion, флешбек или сон во филм? Си размислил како овие делови од филмскиот јазик би ти помогнале? Би ги земал предвид кога би работел дело? Па да, дефинитивно, мислам дека додаваат, даваат на делото на друг начин може да се види делото ако има такви елементи. Да се влезе во некој лик во неговата свест, нели? Тоа овозможува нели погледот низ неговите очи и низ неговиот сон. Така, да, дефинитивно би искористил. Мислам имам и користено претходно така да. Така. Кој аспект на процесот на снимање најмногу ти се допаѓа? Предпродукцијата, самата продукција или постпродукцијата? Продукцијата, мислам дека највеќе впечаток ми остава. Предпродукцијата знае да биде доста Измачувачка, да, така? измачувачка, да, конкретно со логистика, одредена и организација, на многу детали, на каква боја ќе биде тоа, каков ќе биде филџанот Така. и слично. Така да, веќе кога се влага во продукција, преска спомнавме, се заборава на тоа. Кажи ми во контекст на рецепцијата, сакам да продискутирам. Сметаш дека луѓето ја загубија навиката за одење во кино, што се добива од големото платно и дали тоа може да биде заменето со се помалиот екран? Иднината на филмот ја гледаш во големи киносали, на филмски фестивали или на стриминг сервиси? Па, дефинитивно мислам дека не дефинитивно ја гледам филмските дела да останат во кино. Сепак е поразлично, нели? Сега ме прашаш што нуди. Дали сметаш дека се загуби навиката за одење во кино или што е тоа што може луѓето да го добијат од големото платно пред се? Па не мислам дека е изгубено тоа. Добро, супер. Сега што може да се добие, мислам забава првично. Добро. Да не мора да е тежок филм, кишловски филм или било како, за да се оди во кино што тоа мислам. Иднината ја гледаш на филмски фестивали, на стриминг сервиси, во киноблокбастерите, каде ја гледаш иднината на филм? Па, највеќе потенцијал претпоставувам има на филмски фестивали, секој филм. Така да се надевам. Да, се надевам таму би одело сето. Откако ќе заврши па фестивалскиот живот, се прикаже на ТВ и остави нели во кинотека, македонските филмови постепено исчезнуваат. Сега секако дека постои тука Cinesquare како некаква платформа за архивирање. Меѓутоа, ете да речеме 5 години по прикажувањето на филмот, откако нели ќе заврши неговиот фестивалски живот, исчезнува. На што се должи тоа? Или сметаш дека во иднина тоа ќе биде подобрено? Подобрено, па претпоставувам на некој начин поминува славата на филмот, што Добре. не мора да значи секогаш дека е лошо според мене. Сега не знам како би гледал затоа што немам толку филмови, ама кога ќе видам вака сметам дека конкретно за мои филмови или за ничи туги, дека имало одредена слава каде што му е доволна. Така. Но сепак нели има некои филмови влагаат во одредени класици каде што треба и да останат таму. Да бидат достапни, поентата ми беше за луѓето да ги гледаат и по завршувањето нели на тој живот, заради тоа што секогаш нели се навраќаме на некои автори кои што не сме имале можност во моментот да ги видиме и едноставно постепено исчезнуваат.
домашните филмови, барем така јас го забележувам. Така. Знаеш, поголемиот проблем беше кога не беа дигитализирани и тогаш не можеше да ги најдеш, меѓутоа сметам барем јас со текот на времето како дигитализацијата зема замак дека се подостапни и достапни би биле. Да, би требало, мислам, така треба да биде според мене. Така. И сега во контекст на интернет, пристапноста до филмовите, разви од една страна аверзија заради тоа што е попрекува нели потрагата по правилниот избор, заради тоа што се воспостави една шума на информации. Денес се снимаат многу повеќе филмови отколку не знам пред 10 години или пред 15. Сега кажи ми, потребна ти е еве и како гледач и како автор, потребна ти е некако вид на уредување или посочување заради тоа што да се најде квалитетот во квантитетот? Посочување на што конкретно? На издвојување на тие стотици илјади филмови кои што денес се снима, издвојување на квалитетот од тоа што не содржи високи естетски норми. Заради тоа што нели потешко доаѓаме, се потешко доаѓаме до филмови кои што можеби се неправедно занемарени, така да кажем. Па да, битно е такво посочување, ако на тоа мислиш, да те разбрав. За нешто, да, квалитетот да се издвои сепак од толку број на филмови што постојат, што излегуваат се уште. Така да се согласувам со тоа, мислам да. Што се смени па во филмската индустрија денес по ковид пандемија? На кој начин се промени? Каде ги забележуваш ти промените кои што настанаа? Во финалниот продукт, во филмот. Во самата индустрија, а и така. воопшто кај нас, како некаква паралел. Па секако дека влие на некој начин каде што ограничува некои работи, мислам дали продукциски или било какви, но тоа не би требало да се види на финалниот продукт сепак, да. Мислам ја немам забележано. Така, добро. Ама сепак има, не влие некако. Има траг. Да. Какви филмови сакаш да гледаш од домашната продукција, а какви не? Односно, во какво светло сакаш да ја видиш домашната продукција во иднина? Што повеќе сакаш да гледаш да биде ставено во тој пакет на домашен филм? Така. Па можеби повеќе некоја одлика во светска кинематографија што ја почитуваш, која што сакаш да биде на некој начин, најде да речеме, пресликана на домашно тло? Па мислам дека таа гледливост на филмот, сега пак ја Прашливи цвеќиња така нели по-тежок филм и останати македонски филмови кои што се не толку за широката публика, не знам како да. Така, во ред. Но мислам дека гледливоста, лесното во филмот каде што можеш да го изгледаш, да седнеш и да го изгледаш, нели без некоја си секако треба да има длабочина тоа, не се но мислам дека таа гледливост. Тоа сакаш да биде препознаат. Ова прашање го поставувам и на режисерите и на режисерките, посебно на помладите, заради тоа што е една кованица која што се интензивира во изминатите неколку години, а тоа е постоењето на ќе идеме со американските термини на male gaze и female gaze. Дали постои според тебе и каде ја гледаш дистинкцијата во режирањето на филмови од мажи и жени? Па секако мислам, не знам дали тоа е пресудно според мене, но секој си носи посебен сензибилитет на тоа што го прави. Така. Конкретно не мислам дека било дали се машки или женски режисери, треба да се ограничени на било каков начин. А дистинкцијата, па мислам дека може да се забележи, иако е мала,
кога ќе погледнеш сепак филм што го има режирано жена е многу поразличен. Сам може да биде многу поразличен според Така. мене. Така? Конкретно на Nomadland, последниот така. на тоа мислам. Добре. Така да има посебен шмек да речеме. Која Хлои Жао режира и која режира Клинт Иствуд. Пример. Колку видеоспотовите и рекламите може да му помогнат на еден режисер да остане во форма, односно колку може тој да експериментира во нив? Си дозволуваш твои потписи печат во нив? Каков е твојот пристап воопшто кон работењето на овие наменски продукти, заради тоа што сепак нели си во корелација со дали со музичарот, тоест бендот, дали со нарачателот на рекламата? Па дефинитивно помага, дури мислам дека за мене лично на тие пократките музички спотови или реклами можам да се изразам повеќе да експериментирам од аспект на ако работам и камера и режија со светло, што го прави поинтересно, поигриво можеби. Така. Има простор повеќе за експериментирање во споредба со филмот затоа што се е таму set in stone, мора да се следи, мислам мора може да се направат промени, но И исклучоци, да, секако. Би работел документарни филмови? Што би го подучиле тие еден режисер? Па би работел, да, дефинитивно. Мислам дека би сакал да направам нешто слично во иднина. А што би го подучиле? Па зависи од проектот, нормално. Пак е Зависи од предизвиците кои што ќе ги добиеш за на некој начин, затоа што работиш нели на лице место, што се вика нема планирање некој си, можеби од тој аспект. И документарецот јас колку што знам се прави во монтажа. Така да мислам дека од тој аспект би бара будно око за уловување на спонтанност. Да. Колку што може да забележам, ставаш филтри на рекламите со тој винтич аспект на потреба на ВХС. Би снимал некогаш на филмска лента или непрактично ти изгледа тоа денешно? Би, дефинитивно. Океј, добро. Да, би, доста изгледа интересно. Немам снимано, би сакал. Конкретно на 16 мм. Супер, одлично. Да, тоа ме привлекува доста. Да, и за тоа имам доста користам. Да, филтри, color grade, начинот на кој што ги правам одредени видеа, кај што може да се случи тоа, така да. Така, ама би работел и нали? Да, дефинитивно. Супер. Ајде да продискутираме за Blurry Silence, односно за Матена тишина. Краток филм за непознатото. Колкав предизвик е да се дофатат и пред се екстернализираат, односно прикажат со визуелниот филмски јазик внатрешните емоции на ликовите. Ете, овој филм да го земеме како еден прилог за екстернализирање, односно вадење на површина. Колку предизвик тебе тоа ти представува да ги изразиш со помош на филмскиот јазик? Па прилично е тешко. Мислам дека не може да се испланира тоа конкретно. И многу е тенка линијата меѓу тоа што ќе го прикажеш да изгледа површно и да изгледа нели да некој почувствува нешто. Така да можеби и ризик конкретно тоа. Ама сепак експериментална форма како експериментална форма се дозволува се. Така да ова е добар начин да се нурне во одреден лик, можеби, во тоа. Да. Каков емоционална состојба пред се има, да се истражи како може тоа да се канализира преку филмскиот медиум. Така. Си играш со проекции на силни светла, архивски извадоци од интервјуа и снимки од бранови. Сега, која беше функцијата на интервјуата? Да бидат, можеби јас тоа го забележав како едно искажување на тоа што е премолчено во ликот. Која беше намената на интервјуата? Па точно тоа, да. Пошто конкретно во тоа филмче
повеќе сакав нели преку самата физичка форма да се долови тоа што сакам, но тоа беше како дополнително. За јакнување, за засилување. Да. Така да конкретно е тоа што го Значи, таа напомнам. беше намената, добро, супер. Тоа што не може ликот да го каже, или да биде искажено пред се со помош на лик. Во контекст на клаустрофобијата наспроти агорафобијата, кои аспекти ги разработува конкретно филмот? Па по-конкретно агорафобија. Да. И на кој начин реши да ја обработиш? На кој начин, па секако тоа тргнало од тогаш кога сум го снимал филмот од мене лично. Така да поглавно е на некој начин катарзично можеби тоа целото филмче. Добро. Некоја си таква форма кај што од себе само да га вадев работи. Ама на крај испадна супер, така да. Супер, едно прочестување доби и ти на крајот. Да. Работењето на филмот. Налетав и на еден друг видеопроект, Хетеротопија, односно Течение. Еден експериментален видеопроект во кој што учествуваат Ива Станковска, Ива Јованова и Љубен Дериван. Кажи ми, која е целта и замислата на овој проект за промовирање на домашните алтернативни уметници? Па, Како дојде до настанувањето воопшто? Па првична идеја ми беше да бидат само лайв сесии од македонски алтернативни бендови, каде што ќе бидат сместени во убави околности, односно во околностите и сценографијата би биле добро приготвени. Супер. Со интересни светла, дим и слично. Амбиент. Така да од таму тргна идејата, па потоа сакав и некако вид на уметнички дела да вметнам во тоа, конкретно, и така и се запознав со Ива. И од тука тргна проектот, каде што потоа се разви, тоест првата епизода се нема понатаму развиена за жал. Тоа и ќе те прашував понатаму, дали предвидени се продолженија на овој серијал? Па, мислам, би сакал секако тоа да се продолжи, но од можеби продукциски причини, финансиски конкретно. Мислам дека не би, но можеби ако се добијат некои финансии од одредени организации понатаму би го продолжил, затоа што би сакал да се заврши, барем да има повеќе епизоди. Така. Сепак представуваш уметници во процес на создавање на нивните дела, нели пропратени се со разговор за нивното креирање сега. Тоа го правиш за да се допре до некаква си своевидна интима помеѓу уметникот и творбата, односно со која цел беа водени воопшто овие разговори помеѓу уметничките? Да, конкретно тоа. Исто и да има некој вид на интервју истовремено, да. Иако беше поинтимно, тоест повеќе вадеа од себе уметниците. Еден вид на интервју може. Да не биде само перформанс, значи така? Значи да биде надоградено и со нивен поглед, претпоставам. Да. Технички беше интервју меѓу нив. Да. Помеѓу создавањето на едниот или другиот медиум и нивните погледи пред се. Да, точно. Работиш и Requiem Post Gender 3, односно Монаревија на Лудис, ако не се лажам. Кажи ми, зошто одлучи да содржи научно-фантастичен амбиент и да биде работена со бела позадина? Па, првично беше идејата на Драган, на Лудис, кој е дизајнерот. Ми дозволува, мислам конкретно работам почесто со него и ми дозволува да експериментирам, затоа ми се свиѓа мојот стил, претпоставувам, и мислам дека и на одреден начин се направени кошулите, панталоните, сето тоа што го има, да може да функционираат во таква средина. Значи инспириран беше од самата облека, па подоцна дојде до идејата или па беше обратно?
Па немаше некој си редослед, беше како на купче се повеќе. Добро. Да, со консултација преку консултација со Драган. Така да тоа. Супер. Тука можеме да направиме една кратка музичка пауза и потоа се слушаме во етер за да разговараме за краткиот филм Прашливи цвеќиња. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е Макабра, 471 издание, со мене во надворешното студио на Канал 103, односно во дворот на МКЦ Мирослав Филипс, кој што разговараме за неговите досегашни објавени филмски остварувања, а во овој сегмент сакам да продискутираме за Прашливи цвеќиња, кој што имаше своја премиера во текот на овој месец. Кажи ми, имаше работен наслов филмот или па кога се огледа дека соодветен наслов ќе биде постоечки? Па првично беше тргна сценариото, мислам се смена неколку наслови. Може да се присетиш на некој? Па да, пред овој беше можеби те сакам црвено се викаше филмот. Океј, супер. Да, и тогаш при крајот баш на неколку дена пред продукцијата беше сменето. Така. Ама со претходна идеја, конкретно предпоставам ќе ме прашаш што значи името понатаму, сега да не навлегувам или може. Слободно сподели си зошто баш се одлучи да сплаваш. Со претходна идеја приказна која можеби звучи морбидно и бизарно, малку имам прочитано. Не знам каде точно, во некоја книга каде што конкретно во Босна при крајот на војната жртвите одозгора со хеликоптер биле барани каде што била најзелена ливадата. Сега како идеја да поврзав со ова е тоа што предпоставам нели кога ни се разградува телото е многу хранливо за останатите. За почвата. Да, за почвата конкретно. И тоа сакав да биде аналогија, односно конкретно цвеќињата би сакав на некој начин да ги поврзам, да има некаква конекција со двата. Главни лик. Да. Супер. Кажи ми, правиш лукбук или работиш со книга на снимање или мудбук? Што користиш? Како се договарате со техничката екипа во контекст на како ќе биде визуелниот печат на филмот? Па сите три мислам дека. Тоест, односно за Прашливи цвеќиња имавме мудборд и шотлист, односно книга на снимање, така да. Значи се држиш до тоа практика. Да, со Дона тоа го направивме дека конкретно. Да. Го договарате тоа пред снимање и се држите и да работите на него. Да, со сториборд исто така. така. Со сториборд, точно, одлично. Колку долго го снимаше филмот? Филмот се снимаше 7 дена. Така, во кој период? При крајот на август 2019 година. Така, значи ти ја избегна ковид пандемијата. Да. Одлично. Си го снимаше хронолошки како што е течението на филмот или правеше во зависност од која локација ти беше на располагање инверзија? Во зависност од локацијата што беше најлесно да се смести тој ден. Да, не беше хронолошки. Не беше хронолошки, добро. Кажи ми колку тека најчесто правиш, помалку повеќе, која ти е практиката на работа во контекст на тоа? Па помалку во главно со Прашливи цвеќиња, можеби понатаму би правил повеќе, не знам, но Добро. конкретно овде иако има време сметав дека поголемиот дел од работата е завршена на проба, така да беше до максимум 3-4 тека единствено на најбитните сцени. Имаше најмногу 8 тека, ако не се лажам. Така. Да. Значи не си дозволуваш преморување на актерите, Па затоа што не. сепак тие се жива материја, не дека се не се трошат и самите актери. Да, дефинитивно. И сега која ти беше најпроблематична сцена за снимање? Која ви изеде најмногу тека и па што се снимаше најглатко? Па проблематични беа сцените во апартманот конкретно, затоа што таму се случуваше и тој снимниот дом, таму и се случуваше и климаксот. Така да бараше од актерите или конкретно состава кога треба да се подолго време нормално. И тука излегува што некои технички проблеми, кај што имавме една чаша, ни се скрши таа чаша, баравме слично, мислам,
технички проблем, Е, мал, и што не можеше да се избегне во тој период и мислам дека да, конкретно во станот. памет Тој за крај друг ост- пат цел сет од 6 чаши да се земеш, да имаш на располагање, Така. затоа што нели се случува. Така, да. И добар совет за твоите колеги. Кажи ми, во контекст на имаше една сцена на улица, имаш секогаш по некоја украдена сцена на отворено, тоа имаше на претходниот краток филм. Колку се тешки тие сцени за организирање или па кои се предизвиците на снимање на локации, околината, временските непогоди, си се соочувал со проблематики од таков тип? Па, да, мислам дека конкретно имавме проблем баш со тие надворешни сцени, каде што пишуваше дека ќе врне, не врнеше и на тоа бевме на средина некаде околу тоа. Така да, главно се временските услови. Мислам Така. дека не толку може да биде и околината, нели? Се може да се случи во позадина. Така. Ама конкретно временските услови правеа проблем на овој филм. Не можеш да ја контролираш, нели? Да. Да се фокусираме на содржината. Кажи ми најпрво, зошто се одлучи да ја тематизираш проблематиката на неплодноста помеѓу млад брачен пар? Па, профичното беше, сакав некој си вид на метафора да прикажам преку незината огромна желба за свој биолошко дете, Така. да биде нештото конкретно пак и тоа од мене кај што нешто бркаш постојано за да те направи покомплетен, Така, по идеал, идеал, да се гледаш некако. себе си како нели најидеално што можеш да бидеш тогаш. Првично беше од таа идеја, од таа идеја тргнав, кај што во таа метафора, така да немаше првично да тоа ќе биде од таа причина, туку Од тој порив. Со Леја се запознаваме на посетата кај гинекологот и поставеноста пред дилемата, нели, во која што е ставена пред свршен чин, нели, да се откаже од антидепресивната терапија за да може нели да забремени. Колку е таа подготвена да биде родител, затоа што тоа бара нели додатни жртви или па само сака да го достигне тој идеал кој што го зацртала за себе. Дефинитивно да го достигне само тоа што го сака, односно тој идеал. Со оглед на тоа што пак представив млад брачен пар, сметам дека би биле неспремни на некој начин, нели, ако гледаме од сега, од денес. Така да мислам дека би била Се трга. неспремна. Па да. Се трга до идеалот. Кажи ми што можеме па да заклучиме од Јосиф во соочувањето со предпоставената. И зошто воопшто тој е пасивен и во поглед и на неа и во односот со Леја? Каде е кочницата кај неа? Немаше некоја причина конкретно зошто е тој таков. Можеби можеби за целата неговите околности конкретно, нели дома што се случува, на работа што се случува, конкретно притисокот. Така да во главно од таа причина и реагира на толку пасивен начин, нели според јас тоа што го знам, таквата состојба намалува когнитивни нели можноста за добри когнитивни решенија. Така. Да речеме, така да. Насочен си па и за доловување на стоичкото прикажување на глумата за воздржаност пред нели апсурдот и контрадикторноста кои што доаѓаат од предизвиците на животот. Има една површна смиреност наспроти таа нели внатрешна иманентна емоционална бура која што ја гледаме. Зошто се одлучи за овој начин на доловување на тој нивен заемен однос на ликовите? Зошто резигнирани се одлучи да биде? Па би било најверојатно затоа што јас се држам можеби до тој начин на функционирање, може тој стоички начин конкретно. Стоицизам, да. Да, можеби е тоа, да, не знам сега, можеби нешто во нас македонците конкретно нека низ историјата има кај што можеби така сме учени, можеби Да.
конкретно мислам на стоичкото, Да трпиш. Да трпиш буквално. Да поднесеш секаков вид на товар и притисок со Так. децени и на назад. Така, можеби е тоа така кога ќе размислам, ама во овој случај прилично затоа што Генетски код се Тоа. иде од колено на колено како наследство го Тоа. имаме. тоа. Не знам колку е добро тоа или лошо, ама Го има тука, го има, така. да. Воочлив е недостаток на комуникација помеѓу ликовите. На што се должи ова отуѓување на ликовите и дали со комуникацијата може да се начне некакво решавање на проблемите? Па да, единствениот нели начинот кој што може да се реши ситуацијата е комуникацијата кој што се случува при крај, односно повеќе е монолог, Да. но сепак е некако се празнење. А на што се должи, па претпоставувам на пасивноста на двајцата. Нели тоа би било главното. Се раѓа меланхолија помеѓу тоа што сме и тоа што нели сакаме да бидеме, односно се разликува можеби себеспознанието наспроти идеализираното јас. Сакаше да ја разработиш оваа проблематика која што се јавува кај Илија? Ти беше пресудно да биде доловено во филм? Да, дефинитивно. Мислам дека нели првично кога ќе го видиме филмот е брачен пар во фокус, но и нивните проблеми, но позадината која мене ми е многу битна. Е тоа. Е тоа, таа теза, да речеме. Така што има разлика меѓу тоа што сакаме нели да бидеме и тоа што сме. Да. Каузалниот след го испочитуваш и ескалираат работите во самиот епилог. Од секогаш знаеше дека таму ќе заврши или дали сметаш дека има простор за дополнително развивање, можеби на некаков си друг крај? Од секогаш ти беше зацртано дека ќе се заврши во болница или Не, пак беше мислам дека има многу повеќе простор. Со оглед на темата која се разработува. така? Нели спомнав дека бара сепак повеќе време за да се објаснат одредени работи. Така. Така да не ми беше секогаш во памет дека така ќе заврши. Добро. Алтернативните краеви на што се однесува? Па можеби на видно посреќен крај, сега кога ќе размислам. Така. Тоа би сакал да го има, ако би можел нешто да променам нели конкретно на овој проект. Мислам дека тоа фали при крајот. Фали во смисла за повеќе сочувствување со гледачот, едноставно. Да се направи корелација помеѓу погледите. Да, можеби тоа е единствено. Би ставил можеби повеќе акцент на Јосип? Во долгометражен филм дефинитивно, Така. ако ова беше првично, односно филмот им беше снимен така, но во монтажа мораше да се направи, тоест да се исфрли конкретно делови на Јосип, за да дојде повеќе до израз Леа, како така. главен лик, затоа што првично беше пишуван филмот, односно тежината на настаните. Да биде избалансирано, сакаш да кажеш да има и негово гледиште и нејзино ставено едно против друго? Во долгометражен филм дефинитивно, така. да. Овде не можеше, причина што нели одвлекуваше од внимание, не се знаеше кој е главен лик и Така. Да. Мораше тука редукција да направиш, Да, посочиш. компензација. Така. Верувам дека луѓето не се навикнати нели да восприемаат тешки проблематики со лесно срце кога гледаат филмови и дополнително би ги депримирал еден ваков филм. Сметаш дека тоа се должи на потребата за одење во кино, за гледање на позитивни филмови, исклучување на мозокот од проблемите на денешницата? Во што го препишуваш ова малтене тргање на страна од потешките филмови? Па тоа го спомнав преска, како јас кажувам полесни филмови да се гледаат, кога јас нели направив доста тежок, доста тежок и меланхоличен филм. Да. Ама сепак мислам дека мислам углавном тоа е и првиот коментар. Кој го добиваш за филмот? Да, за филмот. Добра. Причина што има одредена тежина и се чувствува сега. Мене ми е битен дело што се чувствува, нели? Точно. Знаеш дека ќе го предизвика тоа, свесен си, затоа го имаш направено филмот. Па да, мислам, тоа ми беше целта, нели, кога гледаш нешто треба да го почувствуваш нормално, ама
Мислам, не би сакал да се чувствуваат луѓето конкретно така после мој филм, ама конкретно во овој тоа е сценариото, таа е тежината на филмот. Така. И не може да има Тоа го предизвикува пред секој гледаш. Неизбежно е, да. Таа состојба на тегоба, на набој кој што се рефлектира. Работата со искусни актери знае да биде олеснување или па дополнителен предизвик за млад режисер? Олеснување дефинитивно. Okay. Да, со искуството на Сара и на Стефан, мислам, спомнав дека веќе многу ми помогна во градењето на ликовите. Така да колку повеќе се случувало некогаш, например, ова конкретно сум го дискутирал со режисери и режисерки, кои што, ете, во првите филмови работеле со искусни Арна Шијакен или сепак, една искусна актерка, и може би ветеранки, ете, ако им имаат можност да глумат во нивните филмови, сега тие ги тестираат, например. Затоа што сепак треба да ја дадат нивната доверба, не знаат во кого ја даваат, заради тоа што е прв филм е на авторот, и тука има некаква си не знам, поставување на надменост можеби или тестирање до каде воопшто може тој режисер да даде. Значи за воспоставување таа доверба. Предпоставувам дека ти ја немаше таа проблематика на докажување на самите актери. Дефинитивно не, да. Колаборира со тебе. Да не ги изоставам, ете ги спомнам Сари и Стефан затоа што највеќе со нив работев, ама секако да не ги изоставам Христина и Арна, кои исто така доста ми помогна околу одредени моменти кои што ја ги имав замислено, ама едноставно одговорот им не беше не ми иде тоа, мислам не ми излегува од мене, што е добро. И во моментот не би сакал да го сменам, ама после кога ќе размислам, дефинитивно е добро што се смениат и работи. Супер, тие сугестии ти беа добронамерни, предпоставувам од нивна страна и затоа и ги примет. Да, дефинитивно немаше надменост или било што слично. Супер. Па што беше тоа со што сметаше дека Сара, Стефан, Арна и Христина се вистинскиот избор за овој филм? Со што те привлекло? Па, највеќе сензибилитетот, односно нивниот пристап. Конкретно Стефан и Арна беа кастинг? На кастингот, извини, не може да се сетам. На кастингот беа сам највеќе се истакнаа секако. Арна и Христина дополнително ги контактирав затоа што ги имав замислено, знаев дека би биле тие. Со што ја добија твојата доверба, односно кои одлики ги демонстрира, кои што тебе ти дадоа до знаење дека ова ќе бидат луѓето кои што ќе може да ги носат улогите. Мислам дека како целина едноставно, мислам секако физички како изгледаат, ама и тоа што го принесоа тогаш на кастингот. Ги тестираше еден до друг, предпоставувам, мислам заедно да работат сцени. Па во фази беше, првично машкиот, па женскиот, па потоа заедно. Добре. Али во главно беше во целина, на пристап, односно филмскиот осет може, затоа што доста, мислам, без подценување секако има нели моменти каде што тоа што се гледа на камера и функционира на камера или обратно не функционира во театар и слично. Овде беше пресудно тоа. Тој осет на фацијални експресии, минимални и слично. Затоа што камерата се доловува. Да. И не лаже, така. Така. На визуелен план можеме да забележиме една стерилност на изразот, така да ја наречам, што дополнително го акцентира отуѓувањето на ликовите. Со директорката на фотографија Дона Дамеска дозволувате ликовите да останат подолго во еден кадар отколку што треба, например, без контраплан, за исчекување на една нивна реакција која ја придушува, ја анулира. На што целевте со фотографијата? Па, дефинитивно беше целта да сето тоа биде да изгледа стерилно на некој начин. За да функционира заедно нели со сценариото. Конкретно
за боите Дона истото претпоставувам дека го имала кога го работела, затоа што она исто го правеше колорот. И тоа мислам дека доста допринесува. А за кадрирањето, во главно Дона имаше цела слобода за тоа како да го направи, нели? Јас си верував целосно за било кој кадар од филмот. Така. Размислувавме можеби за aspect ratio, не знам како е дошло на англиски. Да биде 2:35 од причина што пак допринесува на таа осаменост во кадарот, да. Негативен простор имаш во игра тука и осаменоста дефинитивно доаѓа во преден план. Да. Сега ако го стесниш кадарот и ако биде академски, секако тука клаустрофобија ќе добиеш. И тоа е друг аспект, нели? Да, интересен факт, извини што те прекинувам. Филмот беше снимен за 4:3. Да? Да, беше снимен за 4:3, но Дона мислела. Добро. И се одлучивме во монтажа да биде 2:35. Да, 2:35, така. Што е многу добро, што е многу пофилмски изгледаше од кога го пробавме. Така. Така да, супер изгледа. И тоа е затворен вид на ликовите со оглед на тоа што празнотијата, односно меланхолијата што ечествуваат, може подобро да се долови во широк план. Да, така. Супер. Одлично решение. Сега, како пресудуваш што да се исфрли од еден филм, односно како ја подобруваш динамиката? Кога се исклучува режисерот и вклучува монтажерот во тебе? Во главно мислам, нели е тешко да истовремено да си монтажер и режисер од причина што не можеш да жртвуваш некој кадар, нели, заради некаква приврзаност или си потрошил многу време или пари на тој одреден кадар, така да по неколку драфтови сваќаш дека тоа не функционира. Добро. Значи се разубедуваш сами од себе си, сакаш да кажеш. Да, тоа е процесот едноставно. Каде што и по коментари така конкретно јас така заклучив со фидбек од одредени драфтови дека тоа не функционира, тоа влече наваму, тоа дисбалансира и слично. Така што има еден процес на филтрирање. Да. Како што ги забележуваме брановите во Заматена тишина, така е шумливата таблета во овој филм, барем тој удел го има. Кој е уделот на овие визуелни дигресии, да се долови едно разложување на душевниот немир на ликовите? Со која алегорија се обидуваш да го покажеш тоа што не можеме да го погледнеме? Конкретно во прашливи цвеќиња, конкретно со таблетата, која нели се распаѓа. Гледаме како се распаѓа, така да само што конкретно ме прашуваш? Каква аналогија е тие таа? На што сакаш да биде таа метафора? На тоа што се случува на главните ликови. Мислам дека тоа е наједноставен одговор. Распадот на врската да го прикаже на визуелен план? Не конкретно на врската, можеби на распадот на нив двајца, конкретно на засебно. Да, првично би било тоа отколку на врската, затоа што врската не може да видиме многу од врската, од причина што нема комуникација. Филм е, да, и тоа. Ова е внатрешно распаѓање, ова е душевниот немир. Да, дефинитивно. Душевниот немир, така. Си извадил некоја сцена за која што ти ја мака, зашто ја нема? Имаше дополнителни сцени кои што сними, кои што ти е од денешна перспектива мака, зашто не можеме да ги погледнеме или? Мислам дека за добро се испрлени тие сцени. Иако ми беше првично мака, баш од таа причина што потрошивме толку време за тие кадри, ама сепак мислам дека
е добро што ги Добро нема. е за филмот. Добро е за филмот, да, А секако. како сцени претпоставам дека биле убави и си го одвлекувале вниманието на гледачот, меѓутоа целината ја успорувале или отежнувале или кажувале повеќе од колку што треба. Точно Претпоставам така, дека тие проблеми ги имаат Да, тие да, сцени. точно тоа, заради таа причина и ги нема во филмот. Во поглед на музиката, можеме да забележиме елегично пијано во јукста позиција нели со звуци на бебе на почетокот на филм. И кажи ми воопшто каква намена имаше музиката во контекст на тоа што сепак филмот има постоечка меланхолија и дали беше да биде во линија со самата меланхолија која што има кај ликовите и да биде можеби шепот на таа болка која што имаат или? Па, Која беше улогата на музиката? првично не сака воопшто филмот да има музика, од причина што сакав самата атмосфера и тишина да Да го притиска. натежне, да. Да, но откако добив совет од луѓето што работеа музиката, конкретно Драги и Дарко кој што работеше звук, Дарко Спасовски. Така. Баш заради таа гледливост која спомнав преска, Добро. се одлучив да има на крајот, и на почетокот тоест да се истакнат тие битни моменти, Така. да се нагласат со музика. Тоа беше нели советот и да, дефинитивно мислам дека треба да има, сега кога ќе погледнам, има, но Го оправдуваш нејзиното место, мислам. па во филмот. да. Заради не би- ја имаш и тишината, мислам, таа е составен дел и од интегрален дел од средиштето на филмот, нели? Да, Така што ги имаш и едното и другото. Па, мислам дека во главно се во баланс, не штрчи, мислам дека нешто Не е баш доминантна музиката, да. Да, во точни моменти со Драги заедно со консултација со него го Мапиравте. да. Би се чул трейлер за промотивна кампања на некаков се филм или? Па, мислам дека нема простор, ама денес баш сватив, затоа што разговарав со еден колега каде Така. што мислам дека треба да има барем нешто од тоа, да се прикаже. Микросцена нешто или Да, само да. погледи можеби, ако ништо друго нешто. Така, Кратко, едно нешто- 30 секунди тизер нешто. Нешто слично, нешто од тој тип. Мислам дека ќе се доволно слики, тоест премови од филмот, но Барем Ова ќе амбиентот биде- да се долови, ако ништо друго. така, Да не биде само точно. фотографија. Со што си најзадоволен со филмот, а со што најмалку? па највеќе сум според мене мислам дека таа тежина и одредени екзистенцијални прашања или работи кои сакав да проникнат со ова, мислам дека успеа. Сега тоа е нормално релативно, но за мене успеа. Исто така ми се допаѓа делот на Дона, односно визуелниот дел што Така. многу допринесува на филмот. Што не би сакал, па што најмалку Со што најмалку си задоволен? Што сметаш дека нареден пат кога ќе имаш можност би го решил на подруг начин? Одредени сцени, начинот од режисерски аспект. Да, зборувам, тоа. Каде што одредени сцени можеби, тоест една конкретна сцена изгледа за мене премногу театрално, поставеноста и начинот што го прави или Леа или Јосиф во тој момент. Така да можеби тоа повеќе адаптирање на филмско некое си дејство, да речеме, начин Така. на кој што се извршува дејството да е. Самиот мизансцена. Да. Сега за сега колку барем јас колку што сум запознаен, има 2 награди за најдобар краткометражен филм на фестивали во Словачка и Турција, поправи ме ако грешам. Од какво значење се за тебе воопшто наградите на фестивали? Па одлично е, мислам, супер е со оглед на тоа што и првиот фестивал кој што беше во Кошице, Словачка, беше награда прва. Супер.
неочекувано искрено, ама супер ми дојде мене лично, да. Така. Претпоставам и на цел тим, да. Секако. Каде ќе го бара својот фестивалски живот филм? На повеќето фестивали, филмски фестивали во Македонија овде. Добре. И секако на одредени фестивали во странство, на Балканот, во Така. Србија. Сега кажи ми, сметаш дека ќе биде разбирлива домашната проблематика за странскиот гледач? Па, на тоа размислував, да, кога го пишав сценариото, мислам дека е една Има универзалност? универзалност, да, кај што универзално е чувството, приказната, не знам колку има културно, колку влече од кај нас, Добре. но мислам дека би било разбирливо, затоа што е пак почест за жал, нели, и мислам универзален проблем. Така. И текове. Во контекст на сценаријата кои што ти се оставени во твоите фиоки, кажи ми, има некој од нив кои што се неработени или па завршиле некаде во предпродукција, има некои кои што сакаш да ги направиш, а си пробал некогаш, си се соочил со проблеми? Имаш почнато некој или... Конкретно за филм не, може би повеќе за музички спотови и реклами слично, но за филм не, затоа што мислам дека па барем не ми се случило нештото да го почнам. Како што спомнав преска, пак е на процес на надградување во смисла на сценарио. Така да верувам дека еден ден и тие што ги имам би се случиле. Да. Супер. А кажи ми идни проекти? На што работиш моментално? Па, конкретно со Стефан, со Вујсак, што и почнавме едно сценарио, тоа е еден брейнсторминг попрво. Супер. Така да на тоа моментално највеќе зборам за филм, така, за кратка форма ќе биде и тоа? Па претпоставам да. Супер. А лични проекти се музички спотови кои ги планирам. Добро. Со кои соработници ако... Па, углавно тоа е повеќе за портфолио го правам, за Пучке Сиди има еден српски бенд кој што би сакал за нив за една конкретна песна да пробам да направам нешто, предпоставам дека ќе биде некој си и начин на соработка би сакале понатаму. Така да со таа цел би правам. Така, значи продолжуваш да работиш и на видеоспотовите и на рекламните кампањи евентуално. Така. Да. Супер. Кажи ми што последно имаш прочитано, слушнато, погледнато да препорачаш? Филм, серија, можеби книга? Нешто што во последно време ти има оставено впечаток. Нешто што те преокупирало, нешто што... Така, да пробам да се сетам на филм конкретно. Што би препорачал, нешто што сметаш дека е нужно да го добие нашето внимание? Мислам дека најново да сега за Минари, за корејскиот филм, тој го погледнав скоро. Сметам дека би требало да се погледне. Да. Супер. Што ти се допадна најмногу кај него? Па имаше доста реалистично беше прикажано сето, имаше пак таква некоја си игривост, што ми се свиѓаше и имаше гледливост. Тоа како мислам, видно, да. Бабата и внучето тоа дефинитивно го придвижија. Таа врска конкретно, да. Филмот на едно по-високо ниво. А кажи ми, гледаш телевизиски серии, си склон на тоа, барем на тоа странство што го добиваме на стриминг сервисите или? Да, во главно пак устварено. Си изложени на тоа. Супер, Мирослав, фала ти многу што беше дел од емисијата. Извини вака во
вонредни услови што го правиме тоа интервју, ама верувај, ова природа е многу подобра од интериерот кој што го имаме во радио, меѓутоа нареден пат за твој нареден филм ќе ми дојдеш и во студио, се надевам во подобри услови кај што нема да има потреба да се маскираме и ќе можеме без проблем да зачекориме во студиото. Ти посакувам успех со прошливите свеќиња, да допре до што е можно поголема публика, да пред се бидат допрени и од емоционалната состојба на ликовите и пораката која што носи, а и од визуелниот печат кој што го имаш постигнато, да учествува на многу фестивали, да се здобие со многу награди и да ти се збогати филмографијата за која што пак би дошол би разговарале во емисија. Фала ти што. Фала ти на тебе многу што ме викна и што се направивме вака муавет. Така да се надевам ќе се видиме. Дефинитивно, од мене имаш отворена покана. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 471-иот гримоар на Данс Макабра и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Данс Макабра, гледајте и Прашливи цвеќиња и бидете тоа што сте, а не тоа што другите сакаат да бидете.